ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма Амбуланта. Како и секој петок, емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Се проценува во просек дека 1 од 9 лица во светската популација страда од одреден степен на хронична бубрежна болест, односно од намалена бубрежна функција која трае долго, што значи дека состојбата е хронична. Каква болест е хроничната бубрежна инсуфициенција, ќе ни појасни денешниот гостин, професор доктор Нинослав Ивановски, нефролог, секако во Жан Митрев клиник. Професоре, добре ни дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден, поздрав до вашите гледачи. Професоре, хронична бубрежна болест, хронична бубрежна слабост, хронична бубрежна инсуфициенција, дали сите овие описи се употребуваат за да се окарактеризира една иста состојба? Да, отприлика е така. Значи, до известен период на време се знае, мислам, вашеше хронична бубрежна инсуфициенција, потоа се префера на хронична бубрежна болест, која денеска ги опфаќа сите фази на хронично бубрежно засегање, се до последната фаза која се одвојува. Тоа е end stage kidney disease, значи тоа е во англосаксонската литература и кај нас хронична бубрежна болест се до end stage, тоа е крајниот стадиум. Тоа е крајен стадиум кога болните на дијализа или се трансплантираат. Кога комплетно престанува функцијата на бубрегот. А за болеста да биде хронична, колку време треба да имаме проблем со бубрезите? Па, видите, тоа е прашање кое не е до крај расчистено, во смисол на тоа што хроничната бубрежна болест денеска се мери со стапка на гломеруларната филтрација, односно со висина на креатининот и стапка на гломеруларната филтрација, која е една од мерките на бубрежната функција. И сега, за да се процени ова што вие го прашувате, треба да се знае оти хроничната бубрежна болест денеска се дефинира во 5 стадиуми. Први, втори, трети, четврти и пети, во зависност од стапката на гломеруларната филтрација. И ако да ви кажам пример, ако стапката на гломеруларната филтрација е 120 мл во минута, значи тоа е секое ниво под таа стапка означува некој степен на бубрежна инсуфициенција, односно хронична бубрежна болест сега. Така да првиот степен е стапката, првиот степен е стапка на гломеруларна филтрација од 80 до 120, вториот степен е, тука има и контроверзии од 60 до 80, под 60 веќе трети степен, трети А, трети Б, па потоа иде четврти кај 25 мл во минута, и под 10 е така наречена стапка на гломеруларна филтрација стадиум 5, и го викаме стапка на гломеруларна филтрација стадиум 5D, значи тој е веќе на дијализа. На дијализа. End stage renal disease. Сега има и акутна бубрежна слабост, односно акутна бубрежна болест. Еве се случува во период на ковид некој да качи висока температура, температурата да трае со денови, да му направат тест за креатинин во крвта и да се покаже дека креатининот е покачан, или пак некој им повраќа, има пролив од најразлични причини. Повторно, професоре, понекогаш во крвта ќе се забележи покачан креатинин. Дали тоа значи дека бубрегот акутно ослабел, односно му е намалена функцијата? Видите, акутната бубрежна инсуфициенција, односно акутното бубрежно оштетување, што како го викаме денеска, представува еден проблем за кој вие треба да посветите посебна емисија. Тоа е мој совет. Тоа е прилично комплициран механизам на оштетување на бубрегот, кој е последица на различни состојби, како што ќе кажевте, било да се тоа патолошки дејство на лекови и така натаму. Па и дехидратација. И дехидратација секако. Значи, тоа е состојба која доведува до пораст на креатининот, некогаш и до престанок на мокрењето. Меѓутоа, основна состојба кај таа болест, односно кај таа хронична, кај таа акутно бубрежно страдање, е што тоа е реверзибилно. Значи може да се поврати функцијата. Може да се подобри функцијата и тоа е заправо... Професоре, да се подобри или да се нормализира целосно? Па може да се нормализира целосно, меѓутоа
акутната бубрежна инсуфициенција, односно акутното бубрежно шtetување е комплициран механизам и комплицирани болници. Не е тоа, да кажеме, покачување на креатинин, па потоа нешто ќе се подобри, ќе се приминат мерки, па ќе се врати функцијата. Значи, тоа може да се случи, меѓутоа, многу често се случува да се врати делумно. Така. И тоа е добро. Ако успееме да го вратиме, да кажеме, да вратиме глобалната филтрација, како што ви кажав, стапката на глобалната филтрација да вратиме од трети степен на втори или од четврти степен на трети, така натаму, и тоа е успех. И тоа е лекување на акутното бубрежно оштетување. Да ги поканиме професори гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта. Телефонскиот број е 3076 677. Професор доктор Нинослав Ивановски, нефролог од клиничката болница Жан Митрев, е нашиот денешен гостин. Тој ќе ги даде сите појаснувања, објаснувања на вашите дилеми и прашања поврзани со темата на која што денеска говориме, а тоа е хронична бубрежна болест. Докторе, кога ќе се јави некој пациент со проблем со бубрезите, какви испитувања најнапред се прават? Дали се започнува со анализа на урината и воедно да одговорите зошто не е добро урината да пени, односно да имаме урчиња во неа? Испитувањата се релативно познати. Значи, се испитува зависно практично што болниот има. Вие кажувате симптоми на бубрежна болест. Симптоми на хронична бубрежна болест се посебни симптоми. Или симптоми, да кажеме, ако е болка упрашање, што е најчесто, нели? Болката е од тип на ренална колика, така наречена, која е многу оштра и се јавува од ненадеж и најчесто е последица на камен во бубрегот. Значи, што и да се случи, ако болниот се посумнева дека има бубрежна болест, тој треба да дојде и ние да испитаме. Прво испитуваме урина, нормално. Урината најчесто се испитуваат во обичната урина или во седиментот на урината, во кој се испитува протеинурија. Значи, дали има протеини во неа? Дали има протеини во неа, тоа е многу значаен сегмент. Ние во принцип не трпиме. Што значи ако има протеини во урината? Тоа значи дека треба да има над 200 мг протеини за 24 сати. Тоа се оди на така наречено квантитативно определување на протеиноријата и во тој случај се гледа отприлика колку таа изнесува. Значи, би требало до 200 мг за 24 сати да изнесува вкупната протеинурија на една диуреза од литар и пол или 2 литра, колку пациентот мога. Тоа е во 24 часовна урина, кој што се собира во текот на едно деноноќе. Значи, секое покачување на таа вредност е патолошко. Значи, патолошко е до 1 грам, повеќе патолошко над 1 грам и над 2 грама и над 3 грама, која викаме нефротска протеинурија, значи кога таа е кој ќе се најде во таков опсек, зборуваме за појава на отоци, да кажеме, во организмот. Така, значи доколку сеават отоци на телото, на рацете, на нозете, тоа може да се потврди дали се работи за бубрежен проблем или не преку една обична урина, професоре, со испитување на протеини? Обична урина не, туку 24 часовна, така, со утврдување на протеини. Тоа може многу лесно да се утврди тоа, евентуално ако дојде до појава на масивна протеинурија, таа нефротска, што ви кажувам, кој изнесува над 3 грама, тогаш протеините во плазмата паѓаат и тоа е услов да се јават отоци. А видливо ли е тоа во урината, дали е заматена, белузлава? Знаете што е тоа пенење на урината? Тоа е прилично апроксимативно. Ние никогаш не ја гледаме урината, прашуваме од прилика така е. Од прилика урината никогаш нам не ни значи како таа изгледа. Не разбирате. Тоа кој ќе ви кажат пациентите концентрирана, не е концентрирана, не знам како вода и слично, таа може да има значење, меѓутоа основно значење е бројката. Значи мора да има бројка. Ако таа изнесува во патолошки смисол, тогаш е тоа протеинурија за која треба да се преземат мерки или да се лекува. Дали потоа веднаш се направи крвна анализа да се испита нивото на креатининот и на урејата?
видите, крвните анализи се нормален тек. Урина и крв. Нели? Крвните анализи се нормален тек. Покачувањето на уреата и креатининот обично е знак за хронична бубрежна болест. Ретко е да е тоа акутна бубрежна болест, како што ме прашавте, туку е тоа хронична бубрежна болест. Кој ќе се појави вредноста на креатининот специјално, тоа е за нас најголемиот мериторен критериум за болест. И ние определуваме веднаш стапка на бубрежна филтрација. Така. Таа е денеска толку многу популарна да се определува со готови формули на обичен лаб. Професоре, тоа е тоа клиренс што е познато? Да, да. Тоа е така наречен креатинин клиренс. Меѓутоа, креатинин клиренс да се изработи е прилично комплицирано. Се собере 24 сатна урина, па се мери креатининот тамо, па се мери во серум. Така. Комплицирана е формулата. Денеска има врз основа на илјадници, милиони испитувања, има 2-3 формули кои се употребуваат за таа процена на местото на креатинин клиренс. Значи, тоа е тоа. И ние определуваме спрема стапката на гломеруларната филтрација, определуваме во која фаза е болниот на хронична бубрежна болест. Не. Така, доколку уреат и креатининот се благо покачени, благо над граничните вредности, сметате дека има проблем со бубрегот? Ние повтараме. Ако повторно се јави, тогаш сметаме дека има хронична бубрежна болест. Сега, да ви кажем и нешто друго. Хронична бубрежна болест не значи диагноза од која се умира во моментот. Не разбирате, тоа е сериозно заболување, дава впечаток на сериозно заболување на бубрезите, меѓутоа самата таа е прилично растеглива. Значи, вие можете да имате болен со хронична бубрежна болест, па тој да живее скоро цел век без некои проблеми. Не разбирате? Значи, ако е тој во втора фаза или трета А фаза веќе е покомплицирана. Ако е втора фаза, може да живее комотно целиот век без проблеми, доколку се придржува до некакви нападствија и доколку се лекува со мерки што ние ќе му ги дадеме. Имаме гледач кој што очекува да се вклучи во денешната тема амбуланта, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден, докторе. Добар ден до вас, па и до докторот. Повелете. Ало, слушате? Да, ве слушаме, повелете. Така, јас прочитам на докторот од 24 часовна уреа. Значи, креатининот во уреа ми е 2,7. Уреа во уреа ми е 76,1. Протонерија ми е 0,09. Диуреза 3,2 и 24 часовна протеинурија 0,288. Креатининот ми е 189, а уреа во серум 14. Мислам дека ова и да поменам диабетичар сум на инсулин. Така. Ви Што би благодарам. можела да превземам и, Добра. например, може да ми каже докторот дали нешто на природна база или така, да се лекувам. Така, што би можело да се направи во една ваква ситуација? Ви благодарам Па за тоа е интересот за очигледно хронична вклучување. бубрежна болест. Сега точно стадиумот него знам, треба да пресметам колку е гломерулната филтрација. Меѓутоа, спрема ова што ми кажа пациентката дека има диабет, тоа е тип на диабетес, тоа е тип на хронично бубрежно оштетување кој се јавува во склоп на диабетот. И тоа е честа состојба, релативно. Негде 20-25% од полните со диабетес имаат соодветно засегање на бубрежната функција. Сега, протеинуријата не е голема, таа е релативно стабилна, 280 мг за 24 сати. Тоа не е некоја цифра, меѓутоа креатининот и уреата се покачи. Тоа е практично пациентката има едно хронично бубрежно заболување, хронична бубрежна болест покрај диабетот и треба да превземе мерки. Мерките се најчесто диета, посебни таблети кои овозможуваат да диетата делува подобро, тоа се кетоаналози,
и евентуално лекување на хипертензија доколку пациентката има. Така, главните ризик фактори, професоре, покачен крвен притисок и дијабетес? Да. Од болестите кои што се исто хронични, па доведуваат до штетување на бубрезите. Да ви кажам, хронична бубрежна болест денеска во светот главна причина е хипертензија. Значи, најголем процент на болните кои се одат на диализа, да кажеме, се болни со хипертензија, кои имале хипертензија во текот на животот, потоа се болни со протеинурија и така натаму. Значи, болни со хипертензијата станува главен фактор на влошување на бубрежната функција. Уште еден гледач очекува да се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до доктор и до емисијата. Да прашам, имам оперисано еден десен бубрек со дијагноза B41,0. Изваден ми е бубрек. Дали може доктор да ми каже што понатаму, како да го пратам овој што ми е добар? Така, значи, ви благодарам за вклучувањето во програма. И за нешто за јадење, дали треба да не јадам, да не пијам, и да не дојде до и вториот да ми фати тоа како првиот. Ви благодарам за вклучувањето. Па сега едниот бубрек е остранет, другиот бубрек е добар. Може да се живее. Да, така е разбрав гледачката. Дека е добар и но се плаши гледачката да не се повтори проблемот. Ако е добар, тој ќе биде добар и понатаму. Ја очекувам да биде добар, доколку сега нема хипертензија, нема некаква друго заболување кое може нели да го наштети на тој преостанат бубрек. Значи, ако со еден бубрек денеска се живее нормално, и луѓето не треба да се плашат од тоа. Така да тоа би кажал на болната да едноставно продолжи да живее нормално. Професоре, покрај покачениот крвен притисок и дијабетесот, кои се другите ризик фактори за појава на хронична бубрежна болест? Дали одредена терапија со лекови би можела да ја влоши состојбата? Да речеме тие што имаат мигрени, постојано пијат аналгетици. Да. Се јавува ли проблем? Да. Реков и главна причина за хроничната бубрежна болест е хипертензијата денеска во светот. Потоа доаѓаат гломерулонефрити, значи состојби на заболувања на гломерулите кои одат со протеинурија. Потоа полицистична бубрежна болест исто така влијае на сето тоа. Потоа хронични инфекции на бубрегот, како хроничен пионефрит и така натаму, има свое влијание. Така да се тоа главни причини за хроничната бубрежна болест. Меѓутоа, ова што го прашавте е многу значено затоа што е денеска познато дека луѓето кои взимаат специјално антиреуматици, значи доведуваат постепено до оштетување на бубрегот. И денеска антиреуматици како што е волтарен, диклофенак и така натаму, тоа е нешто, или кетопрофен, тоа е нешто што може постепено, пошто тие се взимаат во огромни количини, кичмените болки се некојаш толку страшни да болните взимаат огромни количини на антиреуматици кои единствено помагаат од таква ситуација. Значи, основен проблем е во лекувањето на тие болести, да се направи една како би рекол, периодика на зимање на тие лекови. Да се зимаат, па тоа се направи пауза. Така. Или пак, евентуално, доколку има некој степен на бубрежно штетување, да не се зимаат. Тоа е целиот проблем во лековите. Инаку има и други лекови кои го штетуваат бубрегот. Тоа е аминогликозидите, тоа се некои специјални антибиотици кои се многу комплицирани, односно често се во употреба, ама во ампуларна форма, вие можете исто така да го оштетат бубрегот на свој начин. Значи, треба големо внимание. Кога имате болен со хронична бубрежна болест, треба големо внимание во однос на тоа што јаде и како го лекувате и како се лекува во изминатите години. Во климатичните доктори и така натаму. Имам уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот дека е вас.
Ви благодарам. Сакам да го прашам за доктору. Јас навечер по 5 пати излевам на мокрене. А иначе сум правил операција на срце, имам 5 байпаса. Така. И сакам да го ми дадува апчиња Теникс, как се вика тие доктори знае. Други апчиња може ли да се препишат и да се направат? Така, за да се реши овој ваш проблем, ви благодарам за вклучувањето. И сакам уште тоа да питам, дали да вакцината за COVID. Да се вакцинирам од COVID, треба да се вакцинирам од црците и од бубрезите. Така, ви благодарам за вклучувањето од програма, господине. Сега ќе добиете одговор на вашето прашање. Повелете, професоре. Чујте, колку што го разрав пациентот, тоа има проблеми со простатата. Значи, простатата е таа, кој ќе се зголеми, таа има постојан притисок на системот за мокрење долу и доаѓа до дразнење постојано, специјално ноќе, и тие болни постојано бараат додат во ВЦ. Значи, би препорачал болниот да се јави на уролог, да се процени простатата, да се види што може тука да се направи, дали да се извади, ако може, и да се на тој начин излекува. Инаку, тој е уролошки проблем, не е нефролошки. Не е нефролошки, така. Меѓутоа, она што кажеш исто така што е битно, тоа е при акутните срцеви состојби кои се лекуваат, коронарен байпас и така натаму, значи постои еден синдром, така наречена кардиоренален синдром. Значи, тие болни имаат некое бубрежно оштетување. Специјално при потешки срцеви болни, и тие болни секогаш имаат еден покачен креатинин. Така. Сега, доколку тоа се поправи со самата операција и слично, тој креатинин може да се спушти. Значи, би требало да пациентот некако дојде до некој нефролог за да тоа му го открие и да се јави на уролог специјално за проблемот на простатата. Сега јас би сакала едно прашање, веќе кога гледачот го спомна уринирањето, во контекст на хроничната бубрежна болест, уринирањето. Многу луѓе сметаат дека кога им се намалува функцијата на бубрегот, дека се намалува и излачувањето на урина. Односно дека ќе престанат да мократ. Дали е тоа така? Не, тоа не, видите, тоа во глобала може така кога ќе настапи, да кажеме, терминално бубрежно оштетување, значи имаме хронична бубрежна болест, па доаѓа до end stage, кога болните идат на диализа, тие со текот на време престануваат да мократ. Меѓутоа, во стадијот на хронична бубрежна болест, болните можат нормално да мократ. Значи, тоа не е прашање кое е значајно од клинички аспект кај овие болни. Значи, значајно е само кај хроничната хемодиализа. Таму е значајно затоа што испуштањето на урина во текот на денот значи и ослободување од течност. Така. Суштината е во ослободувањето на течност, а внатре во самата урина што има, откриваме со вредноста на креатининот во серум. Ако е тој покачен, ако се тој изголемува, значи да функцијата на бубрегот е слаба, без оглед на тоа колку тој има диуреза. Да погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. За хроничната бубрежна болест денеска зборуваме со професор доктор Нинослав Ивановски, нефролог од клиничката болница Жан Митрев клиник. Професоре, кога некој има проблеми со бубрезите, понекогаш го праќаат да направи снимања, па и длабински снимања. Дали снимањата може да наштетат на функцијата на бубрегот? Да, секако дека може, специјално контрастните снимања, снимањето со давање на контраст, специјално во последно време се прави компјутеризирана томографија, меѓу кои
често пати и на ниво на бубрези, меѓутоа и не на ниво на бубрези, обични снимања, компјутеризирана томографија на цело тело и слично. Така се прима секогаш најчесто контраст. Се прима контраст и тој контраст е за жал прилично токсичен, ги оштетува бубрезите и тоа оштетување е во нивниот интерстициум. На кој начин доаѓа до тоа оштетување е прилично комплициран механизам што ти треба сега доволно долго време за да го објаснам, меѓутоа во принцип ние имаме посебни мерки кога имаме болен со бубрежна инсуфициенција, односно со хронична бубрежна болест кој треба да се снима. Значи имаме цел протокол направено во нашата клиника и се знае кога и колку треба контраст да се даде. Значи не секое ниво на контраст е значајно. Има различни типови контраст. Така. Има и тие типови на контраст знаат да го оштетат бубрегот. И то да го оштетат убаво. Некогаш да го оштетат дури, ако не се внимава, да го оштетат до тоа да оди на диализа после тоа. Ретко се случува тоа, меѓутоа тоа може да се случи, специјално ако се употребат 2-3 снимања контрастни во текот на 2-3 дена. Значи во краток временски период ако се повтори тоа снимање, може да доведе до трајно оштетување на бубрезите. Затоа ние многу внимаваме секој пациент со покачен креатинин ми го праќаат мене и јас му определувам глобална филтрација и врз основа на тоа определувам колку тој може контраст да прими. Колку би смел да прими. Така, значи за тоа треба да се биде многу. А тоа денеска не се внимава многу и така да е тоа еден начин на лесно оштетување на бубрезите. Така, убаво што посочивте, бидејќи многу често се прават вакви снимања. Имаме гледач, професоре, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сејавам, поздравам Брен вас и докторот. И сакам да поставам прашање во однос на јас имам лупус нефрит. Значи и пред известно време нефректомија на левиот бубрек. Значи имам само еден бубрек и имам автоимуна болест лупус нефрит која пред 2 години се влоши и се покачи протеиnuријата многу. 2 години бев третирана со високи дози на кортикостероиди и на имуносупресив целцепт. Сега после 2 години, значи ситуацијата е смирена. Веќе скоро 2 години имам, не 2 години, ама постојано резултатите се добри, значи протеиnuријата е вратена во нормала. Креатининот и урејата на крв никогаш не биле покачени. Сакам да го прашам професорот дали има некакви искуства со такви пациенти. Биопсија не е правена заради тоа што беше само еден бубрек, туку одевме само директно со терапија таква како што вие кажете. Ви благодарам за интересот да се вклучите во денешната емисија. Професоре, повелете. Лупус, односно лупус нефритис, како состојба е прилично комплицирано и би рекол тешко заболување. Не знам зашто изведен бубрегот, обично не се вади, тој веројатно друга причина некоја. Меѓутоа, пациентката е добро третирана е со целцепт и со кортикостероиди и доволно е тоа направено и вратени се вредностите во граници на нормала сега во однос на протеинуријата. Протеинуријата кај пациентката сега е, колку што ми рече, на нормала. Меѓутоа, има еден друг механизам, односно друго тераписко средство кое може да ја поправи протеинуријата, тоа е давање на валсартан, односно на така наречени АРБ. Тоа е ангиотезин рецептор блокатори кои делуваат на тоа на самиот бубрек и делуваат на тој начин да се намали протеинуријата. Значи тоа е средство за намалување на протеинуријата, па така да ако кај пациентката се случи повторно тоа, јас сум за тоа да се примени меѓу другото и овој лек, затоа што тоа е прилично комплицирана состојба. Значи, одговорот е дека е вратено на нормална се и да оди и натаму на контрола, затоа што не знаеме што може да се случи со бубрегот. Со тој бубрек и со
самата болест. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ке ве молам едно прашање. Доктор, да го прашаме. Секако, повелете. На колку сата е добро да се мокри? Аха, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Има ли такво правило, професора? Ние сметаме дека отприлика 4 сати е некој период кога човек би можел да отиде да се измокри. Сега тука постојат разни варијации, тоа зависно од возраста на пациентот и така натаму. И од внесот на течност, и од внесот на течност, меѓутоа сметаме дека после 4 сати би требало човек да отиде да се измокри. А ако сега може да поднесе, ако нема доволно количина на течност и слично, може и повеќе. Меѓутоа ние сметаме при нормална исхрана и при нормална состојба на бубрезите и организмот, дека 4 сати е доволен така, помеѓу две мокрења 4 часа е идеално растојање. Професор, кај оние кои што имаат бубрежна инсуфициенција, дали болеста може да се стави под контрола само со лекови? Од што зависи дали ќе завршат на диализа? Не само со лекови. Значи, болеста додека заврши на пациентот на диализа, така? Има долг период. И тој период некогаш изнесува десетици години. Разбирате, значи пациентот е доволно да се прати од аспект на висина на креатининот, висина на гломерулната филтрација и да доведе до тоа да практично во напредната фаза кога е да прими диететски режим, така, значи промена во исхраната. Промена во исхраната и тоа да земе диета сиромашна со протеини. Тоа е суштинско прашање на сето тоа, затоа што метаболизмот на самите протеини создава уреа. Така. И таа уреа треба да се исфрли преку бубрегот. Доколку се јаде доволно добро, и чак и повеќе, има изголемена количина на уреа во организмот, а таа уреа мора да се исфрли преку бубрегот. За да бубрегот е исфрли, тој мора да хиперфилтрира, да работи повеќе. А самата хиперфилтрација е патолошки процес. Значи таа натаму доведува до оштетување на бубрежното ткиво и така натаму. Професоре, можеме мала дигресија, се извинувам, и здрави бубрези да оштетиме со тие протеински диети што се држат? Сега знаете како, може да се оштетат бубрезите ако се претера. Да кажеме, има пациенти кои ми доаѓаат, кои взимаат огромна количина на протеини, заради билдање, не знам што и така натаму. Мускулна маса, па и за слабење. Него ја користат. И тоа е... Тие болни редовно имаат малку покачени вредности на уреа и креатинин, затоа што е тоа патолошка ситуација. Да земете, да кажеме, нели, 10 килограми месо или 10 јајца или така натаму тек на еден ден, тоа е премногу голема количина на протеини. Така да, јас лично сум против. И лично сум за тоа да тоа не се прави од аспект на бубрези сега. Постојат различни мотиви и така натаму различни личности за кои се работи, меѓутоа јас не сум во принцип за тоа и тие го знаат моето мислење. А кога сме веќе кај болните со хронична бубрежна инсуфициенција, покрај тоа што треба да внимаваат на храната од аспект на помалку протеини, што друго би требало да исфрлат, а што треба да внесат? Кај еден пациент кој има гломерулна филтрација, рецимо 25, тоа е 4-ти стадиум, се дава протеинска исхрана од 0,5 грама за 24 сати. 0,5 грама за 24 сати е негде, имате 70 килограми еден пациент, 35 грама протеини, кои ќе ви кажам дека овие нормални состојци на храната, 100 грама месо има 20 грама протеини,
еве видите до 35 уште колку ќе ви останат. Се едно парче леп и така натаму има уште толку едно шоја млеко, има 7 и така. Значи треба пресметки постојано да се прават. Да. Ние имаме посебни таблици кои што ги добиваат пациентите, така? така? На пациентите и тие пресметуваат отприлика на кое ниво се и доколку се држат строго до таа диета, може да помогне да се одложи диализата. Така. Значи тоа е сигурно. Во однос на тоа треба да се дадат и така наречени кетоаналози или кетостерил, тоа се таблети специјални кои се даваат при хронична бубрежна болест и тие се заправо тие се врзани со некои аминокиселини. Меѓутоа е важно тие што се слободни од азот. И тие практично не влегуваат во оној метаболизам, како што ви реков, на протеините и не доведуваат до појава на хронична зголемена количина на уреа и слично. Значи тие можат и делуваат многу добро заедно со диетата. Така. Значи добра комбинација се направи. Имаме уште еден гледач, а навистина многу малку време. Ќе го замолам гледачот да биде што поконцизен со прашањето. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Значи прво добар ден. Поздрав до гостинот. Имам повеќе така еден како совет. Сега можеби не е во контекст со темата, дека темата е хронична бубрежна болест. Зашто се работи? Значи еден период, да речем некои 2 недели, имам некои тегови. Теговите како ми се манифестираат, значи со некоја нелагодност во слабините и со зачестено мокрење и со гадење. Иначе за војна вистината па имам и правено некоја крвна слика на која што баш креатининот ми е тука негде во референтни граници, некој 94, како ми идеше. Урејата исто уредно. Ми интересира дали треба да правам некакви испитувања и дали ова се тегови за бубрежни. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Не се тие тегови врзани со хронична бубрежна болест. Бидете си спокоен. Само што би требало да проверите кичмениот столб и да видите дали тука нешто ќе можете да најдете за да се оправдаат овие проблеми што ги имате. Професор, имаме многу малку време. Споменавте дека повеќето пациенти кои што не се после извесен период, односно некогаш и години, ќе стигнат до диализа. Има хемодиализа и перитонеална, ако не се лажам, таа што е стомачната. Кој е критериумот, кој на каква диализа ќе заврши? Што е подобро за кој пациент? Знаете што, хроничната хемодиализа денес е многу успешна метода на лекување. Денеска заедно со давање на еритропоетин, што е хормон што се лачи во бубрегот, што денеска го има како ампуларна форма и он се дава кај сите болни на диализа, таа практично доведува до една комплетна рехабилитација на болниот. Не згодете само тоа што тој оди 3 пати неделно на диализа во болница 4 сати, тоа општо не е, тоа е голем проблем. Некогаш се помлади луѓе и така натаму. Перитоналната диализа тој момент го исклучува. Таа се прави дома. Разбирате, значи тоа се има специјален катетер, се става 2 литра течност во организмот и таа стои тамо 6 сати. И на 6 сати тој ја менува таа течност. И тоа, колку да изгледа комплицирано, прилично е едноставно и пациентите се препородени практично со тоа. Така да, таа има своји индикации. Значи, не може кај секој пациент да се уклучи, затоа што таа не може кај полицистички бубрези, кај болни што се оперирани, било што и така натаму. Значи, меѓутоа, како можност е многу добра. Инаку, во однос на квалитетот, е сосема идентична. Мислам, комплетно идентична и таа доведува до добра една рехабилитација на болниот. А зошто се препорачува кај одредени пациенти трансплантација на бубрек? Трансплантација на бубрек денеска е суверена метода за лекување на овие болни. Значи, ако ме прашате, јас сите методи едноставно кои се присутни денеска, трансплантацијата би ја издвоил како посебно.
Затоа што таа метода денеска го враќа пациентот во живот комплетно, 100%. И во однос на рехабилитација на болниот, и во однос на социјална рехабилитација, се враќа во нормален живот, практично, во продуктивен живот, доколку е негде запослен. Меѓутоа, трансплантацијата кај нас никако да заживее. Мислам, е присутна, меѓутоа не е доволно. Во намера во која што би требало да биде застапена. Не е доволно и тоа е практично еден систем во кој се кажува да кажеме, во Западна Европа до 40-45% од пациентите со хронична бубрежна болест, која е терминална, значи во на последна фаза, тие се лекуваат со трансплантација. А кај нас? Кај нас тоа е 10-12 многу месечно, тоа е премалку за да нешто од тој тип се направи. Тоа е основен проблем. Значи, на што се должи? Нема донори, нема... Па прво е проблемот во кадаверичните донори, односно донорите со мозочна смрт. Така. Значи, таму нема многу. Има еден, двајца, ќе се направи една голема фрка околу тоа, меѓутоа нема. Едноставно, таа работа никако да заживее. Така, обично даваат бубрези некои блиски членови од семејството, мајка на син. Да, обично се дава таа трансплантација жив дарител. Меѓутоа, за жал, многу малку болни имаат живи дарители. Разбирате, прави живи дарители на бубрег. Така да, голем дел од тие болни остануваат на диализа, што е штета. Професоре, може посветиме на цела емисија за трансплантација на бубрегот, да обработиме убаво, детално. Се надевам дека ќе прифатите повторно да бидете гостин во Телма амбуланта. Да, со задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Професор доктор Нинослав Ивановски, нефролог од приватната клиничка болница Жан Митрев, беше наш денешен гостин. Се гледаме секој работен ден во 13:45 на Телма. До гледање.